Се извинувам, вистина ли дека вие ја молзете државата? Абе, господја, 20.000 имам земено. Пари ли се тоа? Ајде ви се молам. Се извинувам, дали е вистина дека вие ја молзете државата? Мислам, глупости, 40.000 имам земено. Што е тоа? Што се овие прашања? Глупости. Ајде, молам, леко. Господјо Јанева, што е со торбиве? Господјо Јанева! Да, качете, да. Океј, Жане, и дај едно 5 кило од бадемите, да. Качи ги тоа, извини, имам новинари. Се извинувам за ова. Значи, би сакал како портпарол на благајната на СЕО да ги демонтирам шпекулациите, дека овде наводно ја молземе државата. Вистина е дека имаме неколку крави, еве слушате, но истите се молзат адекватно со нивото на кое овие исклучително посветени луѓе функционираат. Ова се сепак изворени професионалци во институцијата, пожртвувани експерти и секој добива млеко колку што има заслужено. Воедно не е вистина дека едни се задоволни од количините на млеко што го добиваат, а други биле као деме несрекни, и не е вистина дека овде се е расуло и дека секој со секој се може, пошто еден добивал торби млеко, а друг добивал по една-две чаши. Се извинувам, дали е вистина дека сте потрошиле 50.000 евра за кикирики? Мо? Сте потрошиле 50.000 евра за кикирики? Срам бе било. Срам бе било кикирики. Какви кикирики сме потрошиле, бе? Које банани се јадат и пъскаци, бе? Срам бе било. Вечерашни гости, глумците од серијата Марковски, а сега вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Благодариме, Мешевски, како е? Како? Добро, како? Дали се чувствуваш... чекај, ти со Тиндерот, одамна не сум те прашал, тоа беше пред 3-4 недели, колку има женски на Тиндер? Тиндер, батали сега. Што? Инстаграм гори. Гори, брат, гори. Како гори, бе? Така, но не го запалила со некој жежок кадар. Но не го запалила Инстаграм и сега гори, мој мајко. Но нема да зборуваме за тоа, зборуваме за нешто друго. Многу пати гледаме слики низ медиумиве од Харе, Жаре, разни луѓе, од политичари. И не знаеме која е приказката позади овие слики. Значи, имаме слика како оваа, например, еве го Мицкоски е во некоја чудна поза, не ни е јасно што се случува. Но нашиот истражувачки тим истражи и знаеме сега точно што е приказната за секоја фотка на секој наш политичар, но да се фокусираме на Заев и на Мицкоски. Да видиме конкретно оваа слика. Еве кај гледал, всушност. Еве кај гледал. Или да речеме Заев. Еве Заев. Например, појма немаме во оваа ситуација што прави, кому збори, зошто ваков е, како да го истепал некој, но се ќе ни биде јасно кога ќе видиме кому се обраќа Заев. Ти ли ги изеде круасаните? Сакаш да јадеш круасанчиња? Мицкоски, повторно, нешто е замислен, нешто не му е јасно, нешто гледа во тие листовите, не знам. Ајде да видиме да ни се разјасни што гледа. Кај ја стави Фандерлек си вика. Ајде да видиме пак Заев.
Еве повторно заев. Уште една чудна реакција. Што мислите, што прави? Мало ти е... А не. Што му е? Ивана му вика шекер во кафето, сакате? Шекер. Мицкоски, да видиме уште една слика. Мицкоски. Кој знае за што се работи во оваа слика на Мицкоски? Дали може да откриеме? Ама ме. Види, чекај малце, да бидеме искрени, да бидеме реални. Да не му земаме на зло на Мицкоски што еве два пати истава слика ја гледа и два пати прави вака, значи сепак си е маж човекот. Но таа слика да му ја пуштиме на друг маж, да видиме како ќе реагира и да видиме дали ќе реагира слично на Мицко или не. Еве на пример, еве на Миленко да му ја пуштиме. Пуштете му ја на Миленко. Една држеча, една милф. Згодна. Сува п***ста. Како и секоја година, ова време започнуваат муабетите околу загадувањето во Скопје и другите градови низ Македонија, затоа за момент да бидеме озбилни. Имаме видео линк со представникот од владата кој не е Мешевски. Тоа е представникот од кабинетот на министерот за животна средина Насер Нуредини. Сакавме да правиме муабет со него, но не е слободен. И го имаме нешто најдобро после него, неговиот главен советник во кабинетот господинот Спасе. Нема шанси. Спасе. Режија, Спасе е, сигурно. Спасе Булачански. Тоа е. На видео линк го имаме господинот Спасе Булачански. Ајде, Спасе ме слушаш ли? Пуштете го линкот, Спасе. Е, Спасе, ти ли си, Спасе? Спасе, не се гледаш, Спасе. Не се гледам. Магла има многу. Приметуваме, гледаме дека има, гледаме. Магла има, жаре. Не се слуша од маглата. Спасе, нема врска маглата со слушање. Од кога си ти советник на Насер? Грешка си чул. Де сум јас советник. Туку? Со жена ми су. Еве тука е, тргни се. Дојди. Спасе, те прашуваме како советник на министерот. Треба ли да се грижиме? Зашто да се грижите? Бе, шо има да се топе джам чисте воздухот. Еве. Сигурен си? Шо, од кај знаеш дека? Од Кина дојдоа туристи да дишат вчера. 11.000 туристи. Сигурен ли си дека се е во ред, Спасе? Надвор супер, излевајте, сите надвор слободно шетајте. Добро, изгасете го слушнавме господинот Спасе, вели дека се е во ред и дека може да излеземе надвор. Ние продолжуваме со емисијата и само, извинете, ми јавуваат од режија дека што туку Спасе си дал неотповиклива оставка поради проблеми со респираторните органи. Спасе морал да си даде неотповиклива оставка. Повеќе за ова во вестите во 23 часот студио. Така е, Жаре, во продолжение следуваат вестите од светот. По долги години судски процеси, родната куќа на Адолф Хитлер во Австрија ќе се пренамени во полициска станица. Чекај. Жаре, зошто ме вклучи во твојата емисија? Ова е 1 на 1, не се вести. Дај малку сериозно. Кога доаѓа ладничкост и се бара посебен вид на чај, вие нема да сгрешите ако земете Good Nature зимски чај. Побарајте го, тоа е вкус кој ќе ви исполни со топлина, ќе ви овозможи комплетно уживање во ладните зимски денови, а за сите кои купуваат нов стан, една топла препорака за гарантиран квалитет, чист поглед кон водно и повеќе од 1200 квадрати отворена зелена површина, комплексот Urban Garden од Golden Art е тоа. Побарајте си состанок во Golden Art, видете, купете дом, не само стан. А сега продолжуваме со нешто што го имаме еднаш направено, а тоа е линк не со Спасе, туку со далечната иднина. Знам. Така? Знам. Иднина, значи не минато, него ова е ексклузивно, имаме контакт со иднината, значи до 2069 имаме воспоставено врска и во моментов ќе се вклучиме во живо од вестите. Да, ќе видиме лајме од иднината. Лајме од иднината е ова. Лајме од иднината. Гледате лајме од иднината во северозападна бивша Република Македонија.
Денеска сме 11.2.2069 година. Ова се вестите на денот. По цели 50 години водство, како најзагаден град во светот, Скопје падна на одличното второ место. Оваа тажна вест Скопје ни ја примија со потешкоти во градите. Партијата ВМРО Унгарска на Никола Груевски убедливо победи на парламентарните избори во Унгарија. Опозицијската партија на Виктор Орбан обвини за лажирање, тврдејќи дека гласале фантомски гласачи од Пустец, носени со авиони договарани од Милејан Киевски, чиј притвор е продолжен за Нови година дена. Нафтената компанија Мира Дизел ја доби наградата за компанија на годината 2068. Ова е уште еден доказ дека сите пиеме нафта. Нова шокантна вест од Васко Ефтов. Тврди дека поранешниот македонски претседател Киро Глигоров е се уште жив. Веста ја демантираше самиот Глигоров, кој истакна во ваква држава не е будала да оживува. Извршителите денес излегоа на протест пред владата. Тие побара од владата да воведе мерки со кои би се спречило исолувањето на македонските граѓани, бидејќи во спротивно се приморани сами на себе да се испраќаат извршни решенија, со што би си ги нарушиле колегијалните односи. Среќна вест, поранешниот македонски пратеник Владко Ѓорчев по 27 пат стана татко. Во музеот на македонската револуционерна борба денеска ќе биде изложена краватата која му беше подарена на Алексис Ципрас при потпишувањето на Преспанскиот договор. Овој значаен историски предмет останува главен символ на македонската историска борба за влез во Европската унија. Професорот по англиски јазик и книжевност Зоран Заев отвори училиште за англиски јазик во своето родно Муртино. Училиштето ќе го носи името Everyone's Contributions. Гледавте Лајме од иднината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност. Имаме одлична емисија денеска. Актерите од фамилија Марковски се во 1 на 1. Харе! Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Vits во аптеките близу вас. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад.
Златен даб, класик. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Немој да не знаеш кај за нова година. Летаме за Париз и шетаме по Шанзелизе, Триумфална порта, Монмартр, Нотр-Дам, Айфелова кула и што уште не. Слетуваме во Барселона и одиме на сангрија и тапас. Го гледаме чудото од катедрала, Саграда Фамилија, уникатниот парк на Гауди, музеот на Дали и нормално Ноу Камп. Или пак летаме кај што водат патиштата, Рим, каде фрламе паричка во Фонтана ди Треви, уживаме во кафе на шпанските скали, го посетуваме величествениот Ватикан, гледаме 500 фонтани и пиеме винце во боемскиот кварт Трастевере. Искористи ги топ понудите за оваа јубилејна 30 годишнина на Савана. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Најнова во ординација Доктор Анчевски. Најдобриот, моментално број 1 во светот апарат за лазерска епилација. Иновативна платформа во која што се интегрирани 3 лазерски технологии. Најефикасната технологија за третирање на светлите влакна. Третманот е супер брз, практично безболен, безбеден да се прави во секоја сезона, ефикасен за сите типови на кожа. Секогаш во чекор со најновите технологии. Ординација Доктор Анчевски. Посетивме разни места низ државата. Над 10.000 од вас учествуваа во Пепси предизвикот на вкусовите. Прашањето беше едноставно. Кој кола вкус повеќе ви се допаѓа? 58,8% од учесниците го одбраа Пепси вкусот. Ви благодариме што учествувавте во предизвикот. Ви благодариме што го одбравте Пепси вкусот. Ново од креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Денес има физичко, фудбал и тенис. Како ли ќе издржи? Лео, за активни дечиња. Kids Beats во аптеките близу вас. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Ова е многу јако. Број 1 туристичката агенција за 2019 и 2020 според Best Buy Савана оваа нова година го прави истото новогодишно патување со кое започна да работи пред 30 години. Значи 30 години подоцна решаваа да ја повторат авантурата во Атина. Партенон, Плака, прв олимписки стадион, Глифада и што уште не 5 дена од 27 декември до 1 јануари за само 270 евра резервирај си во Савана и немој да не знаеш кај за нова година. Гостите се подготвени да влегуваат, остануваме само со време за еден глуп виц. Застанува Мешевски да се измери на вага и го вовлекува стомакот. Жена му вика, тоа ти помага. И вика, помага, инаку не ги гледам бројките. Глуп виц! Сега види, за да го кажеме овој глуп виц ни беа потребни од прилика 15 секунди, што е многу помалку од 28 години кога Казахстан прогласи независност. Што па е многу помалку од 62 години кога Гана прослави независност. Што па е многу помалку од 500 години кога што му се потребни на стиропорот
да исчезне и да прослави независност од оваа наша планета. Затоа не фрлајте ѓубре луѓе кај стигнете. Обратете внимание на отпадот, селектирајте, рециклирајте отпад и однесувајте се совесно. Така ли е, Харе? Па така е нормално. Еден на еден, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. И време е за нашите први гости, единствени гости, а тоа се од фамилија Марковски, Силвија, Александар Микич и Петар. Одлично е ова. Чекај сега, јас мислам дека нешто сум дознал за ова. Ова е тоа во Германија што си одел нешто? Да, ова е фактички board game, односно друштвена игра. И на неа, како што гледаш, меѓу трите автори, значи Иво Нешковиќ, Самуил Петревски и Александар Микич, го знам! Чекај, се извини одма вака. Минува ми многу јако. Тоа е што се мора да прават членовите на фамилија Марковски. Да, точно. Алтернативни методи. Фанатик си на ова? Да. Чекај сега. Се заражив со боргему што одамна, значи нормално секој од нас сигурно играл Ризик, Монопол, таква работа. Од првите збориш, добро. И меѓу другите и табла е исто боргем, шах е боргем. Добро, да, тоа сме играле. Па деја така почнав, после дојдоа и други игрици, некако... Колку имаш купено, се извини, вака тептено си ми интересен со мојата. Па ја мислам дека мојата колекција околу 500 игри. 500 вакви! Кај ги чуваш, бе, човече? 500? Нели ти викаш, жена ти тренирува, треба да зачистиме? Имам забрана више за... Немало пари после. Нели? Ние малце каскаме у Македонија за целава приказка. У свете ова више многу проширено. Значи и бизнис. Да, огромен бизнис е и за дивно чудо, онака луѓето се повеќе и повеќе купуваат и играат и многу е добро затоа што се социализираш, не е као видео игрица да седиш дома сам на компјутер, него мора да се јавиш, да се договорите, да се собереме, да седнеме, да извадиме нешто грицки, мицки, да играме и да се зезаме. И оваа игра ја представи ти у Германија, отиде ти со екипата вајда, не си сам? Да, со Final Frontiers, еве ги, тоа се Final Frontiers, они се издавачи на играта. Добро. Тоа се исто македонци. Македонци се, да, ама се многу сериозна издавачка куќа. Made in Macedonија? Да, која до сега веќе има издадено едно 7-8 игри и тоа со многу добар рейтинг, со добри продажби, добри тиражи, веќе почна светски познати имиња да издаваат со нив игри, да ги пласираат. Со македонскава екипа. Да. Ништо со среќа со играва, Микиш, па ајде една година да кажеш успеси. Како било, што било? Не, сега не кажем, дека до прва ќе се издава, значи во првата ова е прототип, односно Playtest Скопје. Играта ќе има Kickstarter кампања во првото тромесечие на 2020 година. Демек може да го поддржиме секој што сака да го поддржи. Така знам. Па поддржете го. Како ви е јазика што да бреме. Фамилија Марковски, втора сезона, вака луѓето, уште нели не имаме догледано цела, ама викаат малку е подинамична имја на луѓето, така по не дека била лоша првата и не била динамична, тама работа, ама вторава некако уште по-напната, уште подинамична е, точно. Има многу повеќе снимен материјал, има многу повеќе сцени, така е измонтирано динамично, повеќе траат епизодите овој пат, пак се особно секоја епизода е подолга. Да, баш е динамично. И нас ни беше динамично на снимање. Петар, како сега више една сезона пројде, те знаат сите, сега втора сезона, ајде, уште повеќе, како е работа? Те застануваат повише луѓе на улица? Па не знам, не го гледам јас тоа. Мене втората сезона ми беше
поуго ми беше и полесно за глумење, зашто више имаш искуство нормално. Една сезона позади тебе А беше. за исто и Башка му за... беше у втор план, пошто учеше, му траеше. За време на снимање? Да, за време на школа ја снимавме. Учи, ај вика да снимам побрзо, па Треба да да учам. поучам. Снимај па после Што значи позади тоа? камера со книга. Професори, ти си во гимназија, така? Да. Така беше, да. Во која гимназија? Во Орце Никола. Ете, поздрав до Која гимназија година? Орце. Да, Која еве година? и поздрав до мојот клас, 3-9. Ајде, поздрав, 3-9! 3-9! Професори, сега видите, прашал, ја кога снимав големи и мали на времето, бев кој знае некој четврто оделение, така и цело четврто не отидов у школа. Не отидов уопште. Има разбирање вака или? Има, да. Да, добро. Тоа е најважно. Ја имав и некои денови слободни меѓу снимање, така да кога можев и одев до школа да видам, пак да бидам во тек. Така. Ама во глобала не можеше. Да, пробав да балансирам, ама некако тешко беше, ама на крај беа толерантни Сериозни работи професорите. се двете. А нема бе некој професор така што вика, глумец, кај си? Не си дошол одамна глумец. Паси да не ти каже у емисија. Точно, да. Добро, има разбирање. Да, окей, да. Кога се такви напнати снимања, како што кажувате, значи сериозно се влага. Ви се случува пример да завршите со снимање, а паметот да ти остане на сет. Ако уопште има логика ова што го кажете. Да, има логика, има глумци што сакаат да се представат така, дека кога ќе влезат во улогата, после им е многу тешко со саат и им треба за да излезат од улогата. Може би постојат такви, немам појма. Јас не сум од тие. Јас доаѓам на работа, си ја работам работата најдобро што можам и после тоа сум си приватно. Си завршуваш, а? Мама. Не си веќе Марковски. Кога облака костим влага во улогата, која се облака не, кога ќе дојдам на сет. Додека го облакам костимот, се уште сум си јас. А ова со костимов, да не има некоја приказка нешто? Со костим, со облека, со папучи можда? Од кај ги дознаваш? Од кај ги дознаваш овие работи? Петар све ви издава. Да, имаше еден ден. Аха. Значи ние имаме храна на сет, нели? Доаѓа. Фала Богу. Да не наранат. Секој втор ден не рада. И имаше еден период кога беше многу ладно и ручавме во едни простори што се блиску до куќата кај што снимавме. Так. А се снима во вистинска куќа? Да, во вистинска куќа, вистински стан. И не знам како се случи, јас валјда немав во одма после ручекот и си останав малце подолго со Тамара Ристевска, со ќерка ми. Така. Од серијата. Останавме малку подолго на ручек и сега викаме ајде време е да си одиме на кај сет. И одиме и доаѓа еден човек во пресред и онака ме гледа, не Тамара, мислам логично е Тамара да ја гледа така, лепотица. И ме гледа мене и ме гледа и ме мери овака и ме гледа и што ме гледа какви се луѓе. Господа чувај да брани, мислам неверојатно, непристојно. И стигнувам до сет и гледам дека онака имам кап од гора, ма доли имам едни пемберозе, домашни папучи, страшно. Пантофли. Да, баш Но за тоа гледал. За тоа. И да која нормална ли е? Ја имам иста ситуација у прва сезона. Ајде. Ама ја бев у пижами цел. Што си направил бе, Ја нарачав на школа да не за отиде јадење. у пижами? Не, нарачав за јадење, дојдоа со достава да ми донесат и ја бев во костим, нели во пижами и со папучи домашни и кога ме виде дечкото што ми ја ноше пицата, ме гледаше вака како да сум избегал од лудница или нешто. И ја после сватив дека зашто ме гледа. Па ете таа спојка на глума и реален живот ова како слика. Сега кажете ми за фамилијава Марковски, Тамара не ни е тука. Не ни е тука ни Виктор. Да бе, и ни други. А кај се всушност вака ќеркава и синов кога правиме муват? Абе големи се сега ќе ги контролираме кај се. Треба. Тамара има една сцена таму во прва сезона, љубавна сцена со Коцев, нели па било малку незгодно, тоа ми имаат кажувано. Јас тоа не сум го гледала. Да, има нешто такво. Не, за мои деца те молам. Многу е било, да ти кажам, незгодно во таа. Вие сте имале пример, Петар, како да речам, понеискусен, нели, во целата таа работа, сте имале некоја ситуација така да требало повеќе пати да снимате нешто за да го снимите кој што треба?
Не, имаше една сцена, многу кратка беше, а таа ја снимавме највеќе пати, некои 20-30 пати, ама во прва сезона кај што проаѓаме јас и излегува крадецот од зградата и треба да се судриме. Така. И не можевме да се погодиме со тајминг, со камера, со све. Не беше ништо, ја немав ни текст, ни ништо. Таа ја снимавме баш највеќе пати. Еден судар. Да, еден судар. Ама 20 пати ќе се снима. И да, и поиш. И те фаќа нека страв после, пример, да речам, 8-миот пат. Знаеш, си викаш, бе, човек, ќе снимиме сценава некаде или не, знаеш, те нервоза те фаќа. Посебно кога снимам јас со другиве, на пример, те фаќа малце паника да не заради тебе да снимаат пак и поискусни актери се ја да ги завлекувам на назад и така малце, ама Ич да не се сеќа. Да. Се вака добри father figure работа, знаеш, како татко и мајка и за сцена знаат да те Да, добри се, добри се. Посоветуваат, вака у себе што си викаат, не знам, ама со мене се добри. Добро, окей. Ти е интересно, пример, кога доаѓа некој условно речено аматер на сет. Или па обратно се нервираш, кај се јас, пак како треба да учиме луѓе. Леле, немој. На пример, многу добро. Интересно е кога доаѓа некој така. Целата приказка, значи, еве ќе се вратам на првата сезона. Да. Значи, кога требаше да почнеме со снимање на првата, од која више се направи кастингот, се знаеше кој што како игра, ги замолив и инсистирав да почнеме со фамилиарните сцени, да не почињаме со други работи, него едноставно да се собереме, ние што сме фамилијата, да се осетиме, да се почувствуваме као да сме стварна вистинска фамилија и тоа го направија, ме послушаа тоа. Седнавме, ги проаѓавме сцените по 10-20 пати, си го наместивме текстот, едноставно се осетивме и мислам дека тој флуид пројде и преку екраните до гледачите и затоа и беше така гледана серијата. Како што е и во вторава сезона, а моментиве се нели коментариве дека во прва сезона беше као една власт, имаа семејство проблеми едно друго, сега нова власт, исти проблеми, чуда. Проблеми еден куп. Што ви викаат луѓе Сакам да воопшто? кажам дека ние сме глумци, јавни личности. Нашиот збор се слуша, многу луѓе одеднаш го слушаат. Ова го имам кажано некаде. Многу ми е драго што почувствував дека мојот ангажман може да направи промена. И во првата сезона се разбира и во вторава сега. Така. Целата тајна на Марковски е што се тоа реални луѓе. Реални луѓе кои живеат у реален свет и ги имаат проблемите кои ги мачат 95% од населението што живее тука. Не зборам за тие 5% на... А и затоа и се идентификуваат со луѓето. И проблемите реално останаа, некои се продлабочија и ние тие проблеми ги третираме и у оваа сезона. А сега како глумец да те прашам, се случува така некогаш, што и да е, не тие денот, сега професионалци нормално, и тоа е едни од најголемите професионалци сте комотно можам да кажам, од сите наши глумци, ама мора да се случи како и на секого што му се случува, молер, забар, музичар, што и да е, да не му е денот едноставно. И се случува да се пуштиш волер да се одигра представата, тоа е тешко ти или појма немам од која причина, ама така, по инерција да се извози. Не, значи кога ти е денот, добро, тогаш одиш вон, одиш вон. А кога не ти е денот, секако не можеш да идеш испод она што е договорено. А како знаеш онака? Како знаеш дека Па знаеш затоа што го допирам левелов што ми е average. Затоа што представите не се изведуваат. Сме се сретнале ние 5 души, сме виделе ова те го работиме, пак излеземе на сцена. Представите се работат барем месец и пол дена. Значи тоа се уште пред да почне да се игра. 40 дена, да. Дел се работи на маса, кај што све се договара, нели, па после се оди на сцена, така да тој левел не може, просто не можеш да идеш испод. Така. Али можеш да идеш погоре. Види, се дешава да имаш лош ден, да ти се случиле многу работи што едноставно те изместиле од центар, од доска, од овакво. Ама кога ќе дојдеш у театар и ќе почнеш со целата припрема што ја правиш за представата,
овакво едноставно. Од облека, шминка, влагање у лик, сите тие работи до моментот пред да излезеш на сцена и сите. Значи, секој си има свои различни механизми. Ја не викам дека тоа се некои посебни вуду танци и такви работи. Не, ама сакам да кажам, доволно е да се осамиш само па за да можеш. Чека, немаш некој ритуал што го правиш пред секоја представа? За секоја улога ми е различно. Зависност тоа што сум ја правел додека сум спремал, така и се спремам за ликот. Например, за многу различни представи ми било некад спремањето ми почнува од Сабајле, кога ќе станам. Знаеш дека вечерта играш тоа? Да, И шо преме например. Ова е сериозен актер. Например, кога игравме перверзии на времето, кога направивме овакво, станува... Немој да кажеш перверзии кои сте играле, шо си правил од Сабајле, молим. Значи, кој станува од Сабајле со надеж дека ќе се видам со мојот најболи другар кој ќе ме раскажува приказки. Добро. И таа желба растеше у текот на денот до појавувањето на сцена. Така да сакам да кажам дека секогаш е различно чувството кога правиш едноставно show must go on. Добро, држи. Сега Сулија, Ненад, Керките, исто така и на татко ти и уште кој веќе заборавам, еден куп актери у фамилија. Макија ми и Славица. Така. Шанси, какви се, пример, внукот да биде актер, бидејќи пред колку време ти стана и баба Тазе? Како му доаѓа, колку време е тоа? На 6 септември се роди бебето на Јана. Така. Далеко од овде. Добро. Во Букурешт, во Романија. Заради тоа што незиниот сопруг е кошаркар, кој што потпиша договор да игра кошарка таму, во Букурешт. Неочекувано беше пред време, беше многу стресно. Да. Се таму се случи, па нормално. Се случи таму, да. Едно 10 дена откако отидоа во Букурешт. Само 10 дена после тоа? И така, дали ќе биде... Ти беше тука? Јас бев тука, они беа таму. Значи, она беше во болница, па една недела. Јас никогаш не зборам за приватни работи, ама... Па добро, ај баба. Баба. Баба за внуче. Значи, требаше да поминат што повеќе денови за да подпорасне уште малце бебето во стомак. Меѓутоа дојде ден кога мораше да го извадат со царски рез. И како Јана кажа, одам на царски, нели сега имаме комуникација, како рече одам на царски, јас и Ана влеговме во кола и тргнавме на кај Букурешт. Со кола? Со кола, да. Да, па бидејќи моравме да бидеме мобилни, затоа што Јана беше во болница. Побрзо ќе се стигне така него авиони да барате да напред. Ангажиран доста, а и не вози, така да моравме да идеме со кола. И кога го видов прв пат, тоа беше едно како голем човек, ама мал. Човече. Да. Бидејќи родено пред време, се уште ја немаше масно тиво, имаше само нели кожа, мускулчиња, коскичиња, едни огромни шаки и едни огромни стапала. Од кошаркарот изгледа. Тоа ќе биде. Тоа ќе биде кошаркар ќе биде? Најверојатно. А како му е името? На името му е Ненад. Ненад е? Да. Значи уште еден Ненад. Еве го. Иако Јана се чуваше од онака пружаше отпор, пошто Ненад е за неа таткој. Разбирливо, добро. Ова се роди стварно ненадејно. Добро, и затоа е Ненад. Дека изненади малку. Да. И Ненад. Живо здраво и поздрав за Јана. Едно изненадување имаме. Едно само? Едно само. Изненадување, тоа е дека стапивме во контакт со Јана. Ајде. Стапивме во контакт и рековме вака и вака Силвија, доаѓа нели сето тоа и ќе ти даеме една шанса да ја прашаш нешто, гледај нешто интересно да биде. Не,
Таа да те праша тебе. А она да ме праша. Да, и сега ќе видиме што одбрала и што те прашала. Јано ќе те скршам. Ајде да пуштиме. Што не треба. Ој, Јано. Здраво на сите. Здраво. Се надевам дека сте радосни, среќни, весели Па сега, и марковски. Вака, прашањето што јас го избрав за мајка ми е: мамо, кој ти е омилен 1 април? Кој ти е омилен 1 април? Кој ти е омилен 1 април? Па знам кој ми беше најстресен 1 април. На тој мисли или на друг? Не знам. Ние живееме во стан во аеродром, меѓутоа со двор околу целиот стан. Добро. Па ќерки прават за 1 април прават забави. Аха, по традиција да. Да, и Маскенбал. една година имаше стално се тематски забавите. О, машал. И таа година мислам дека беше темата биди селјак или нешто така. Да, се слушаше турбофолк музика, беа облечени онака со раскопчани кошули, девојките. Тренерки во фармерка. Да, девојките беа со локни, со оние светлуцави. Така. Да блешти. Јас ги видов кога почна да доаѓаат, бидејќи имав представа вечерта. Аха. И кога заврши представата, јас бев со една другарка, она дојде да гледа. И вика, Јана вика, ајде бе мама, кај сте? Веќе беше поминато 12 сат. Ја викам, па не доаѓам, бидејќи нели има забава, да не ви сметам. И вика, ај готово, заврши забавата, па добро, викам, ај сега ќе тргнеме. И вика, само дај им вода на коњите. На кои коњи, ма? Дај им вода на коњите? Ништо, ај чао, само дај им вода на коњите. Ова коњи донела. Иначе Јана од малечка е заљубена во коњи и од мала јава, дури имаше и свој конј. Па после тоа... Секој е заљубена, ама не ги носиме дома. И тргнуваме, јас све оставив. Се оставив, не допив, не платив, викам ајде брзо станувај, одиме. Онака на газ и другарка ми вика, те зафркава, бе, април и Лилие. Да, бе, викам, стварно. Да, 1 април. И онака се подсмирив малце. Сите сме и правили гледам, вакви поминато е, викам, 12 сат. Не е више април. 1 април. Не се важи после 12. Доаѓам дома, онака полу смирена, полу не. И гледам. Стварно? Не бе, гледам две огромни животни. Сериозни коњи? Сериозни коњи, врзани за тоа чемпреси што имаме во двор. Онака ископано околу чемпресите, имаше тогаш, ја правев плажа во двор. Ставив бели камчиња од бањани. Кршен камен, цел двор беше плажа. Така. Све тоа ископано, коњиве врзани, седла, каубојски, онака до нив. Кај ги нашле коњиве? Отворена капијата, кучево го нема. Страшно. Кај е кучето? Страшно беше. Јас се јавам на телефон, кај сте што не ми одговараат на телефон? Па ми одговорија. Па нема гајле бе мамо, ајде шо бе ти, шо дигаш паника, не знам ово. Што тоа се само коњи? Легнав јас, станувам са бајлет, не станувам, другарка ми ме буди и вика, Силија, стани. Стани, 4 коњи има доле. Ја отварам очи и се слуша, значи, вие не знаете како војна да беше, не знаете каков галоп беше тоа у двор, да. Трча, прават, и удира онака во оградата. Многу беше стресно, многу. Па ја скршија оградата. Коњот, другарка ми вика, коњот ја одврза кобилата, како па ја одврза? Стварно, напуштена. Ја згази оградата, пошто надвор има тревичка, а у двор нели само камчиња има, па и направи онака. Не беа за сунчање оние. Не беа за сунчање. Не правеа замок. Па Јана се појави, па ги улови двата, па тоа како беше. Трча Коњов, трча на неа. Јана не е многу крупен човек. Не, значи, ситничка. така. Коњов трча, она му стои вака. Коњов и вика готово, ја уби, не можам да гледам. Ги фати, некако ги однесе двата таму, како се вика тоа, кај што седат коњи. Штала. У штала. На шталата позади вие, така? Чекај. Јана. Ова е малце као, навикната сум, можам да очекувам од нив или не? Сакам да кажам, нормално нешто е за Јана да направи вакво нешто. Да, можам да очекувам од нив. Може да се каже, да? Може. Направиле вакви работи некојаш да ти... Може, да. Кога сакат нешто да направат, си го прават. Петар, ти си правил ли вакви работи?
Коњи не си донал дома? Не. И јас сум ги сакал многу како мал. И сме оделе исто, ама до тука не сум стигнал. Микиш, ти шо дете си бил вака што си... Ти не ме праши, да не отварам уста. Ваков Микич што си израснал, овој тип на Микич. Не, бев лудо дете. Си беше? Да. Као мал многу сум бил мирен. Па кога повесна? Таму средна школа, бубачките, значи. Да, бубачките Женски, едно друго. која ми удрија. Доста беше стресно, сваки час на мајка ми. Се надевам моите деца нема да ми приредуваат тоа што ја им приредував на моите. Например, една од работите што се случи, се враќам ја од школа, живеев Острово, тоа е покрај железничка. Школа или од школски двор? Од школа се враќам. Значи на часови си бил? На часови сум бил, дали сум бил или не знам. Не е ни важно. Важно се враќам на кај дома. Да. И ги гледам дечкиве од Мизар, четворица. Добро. Викам, шо правите бе? Вика, ки идеме... Они тогаш беа Мизар? Да бе, да. Добро. Или можда бе факултет, не знам, не се сеќавам сега, да не ме држи за збор. Да, факултет бев, завршен. И викам, кај ќе идете? Вика, у Белград, вика, ќе организираме концерт. Стварно, викам, да. Сакаш со нас имаме една карта фазла, пошто тогаш со феријално се купуваа 5 карти за 30%. Разбираш, и за четворица поевтино име да купат 5 карти, него 5. Да. И имаме, вика, една фазла. Сакаш со нас? Сакам, викам. Ја фрлив ташната у джбун, седнав у воз и отидов. Им се јавав на моите... Каде? За Белград. За Белград. Им се јавев на моите, викам, ало, тато, ја у Белград сум, пуштете ми некој динар. Мислам, една од работите што им ги приредив. Поприлично бесно е тоа, Мики, после да ти кажам право. ден, нели, вечер, не слушање, не знаење кај сум, шо сум и такви работи. Леле, си ги извадил од памет, бре, човече. Да, знам. Сега знам. Нели? Тогаш не знаев. Тогаш мислев дека тоа ми следува мене, дека сум ја... Така бе, така, младич. И ова што го слушате, не го повторувајте дома. Никако. Ве молам. Никако. Па стварно? Кој е најмузикален од вас? Има еден, тука свири на... Чекај, мори ти да не свириш на гитара? Ја како не, бе. Не, има еден друг. Имаше, знаеш, многу обиди ја да свирам на нешто. Било што? Да, било што. Од тарабука до гитари, до све. И све после другарите си ги собира и свираа, пошто јас сум дунстер за свирење. А за пеење? И за пеење. И за пеење. Значи, се што е така музика. Идам ја, гледам еден продава устни армоники. Добро. Свири човекот. Викам, види го бе колку е ова добро, седнал го гледам. Да, а колку може да е тешко, Микич? Викам една уста армоника. Шо е тешко тоа? Дај, викам, шо е, има 4, 5. Дај, викам, дај ке си купам, ме убеди, викам. Земав, брат, тоа кода кокошка да кола. Натрево тоа. Ја поклонив, така. И сега ете го стана блус музичар, тој што му ја поклони. Ама не, на него мислев, Петар свири гитара. Од кога свириш вака? Па фали се сега ти е шанса. Свирам од второ оделение мое, да. Второ оделение, мајсторе, тоа не е шала. Па завршив нижо музичко во Луи. Па тоа, ти си музичар. Па добра, сега во Браво! Браво! Да гледаме поубаво таму, ајде. И? Во последно време не ја свирам толку, ама порано дородев Петар, зафатен си. Да, па и се размислав дали да продолжам со средно музичко, ама решив дека сепак не. Ми остана така како значи, хоби. имаше мала двојба дали тоа да продолжиш. Факултетов сега више уште малку си факултет, уште колку година, уште следнава година, да, така? Сега сум трета. И кај ти оди паметов, на кај? Има на кај ФДУ процент од паметот што оди? Процент има, да. Добро, ама помалиов процентот. Помалиот, да, позаден план уште. На кај те влече повише? Па јас сум ПМА смер, учам, имам 3 математики, така да би одел нешто со инженерство, математика, програмирање. 3 математики? Да. Не ти беше една доволно, човече? 3 математики. Машалла. Година ќе бидат 5, така да. Сега е уште добро. Дечки, да завршиме со нешто убаво, да си завршиме со песна. Јам пример. Еве, ти свириш на гитара, земи гитара, фати ја гитарата. Ние ќе фатиме микрофон.
Ти не пееш уопште. Ај, ќе дојдеш само момка и нешто да ви правам. Шо пееме? Бирај. Шо сакаш? Македонско нека е. Македонија цела, да е. Лиду. Свириме? Лиду. Ај, охрабрете не. И затвараме со Good Nature. Чаеви, бустова се топ круасани, македонски круасани, витаминка. Дечки, одиме да запееме нешто. Силвија текстот. Благодарим. Одиме. Најди време, лиду довеше. Ми доме. Најди начин, лиду до утро. Насти се крај мене. Постела ме капела и на неа лиду ти јас. Постела ме капела и на неа лили и на неа дуду и на неа лиду ти јас. Аплауз, дами и господа! Аплауз за Александар Микич, чие прво појавување како вокален солист ова, дами и господа, се надам го цените тоа. Најди време, лиду до вечер. Ми доме. Најди начин, лиду до утро. Наспи се крај. Сега го знаеме ова Микич. Постела ме капела и на неа лиду ти јас. Постела ме капела и на неа лили и на неа дуду и на неа лиду ти јас. Александар, Силвија, Петар, се гледаме следна недела. Фала, аплауз уште еднаш!